Порака која се појавила во една хрватска амбуланта е хит на социјалните мрежи. Тие ги упатија пациентите кои сакаат да гуглаат нивните дијагнози, да се потпираат на информација од интернет, да не доаѓаат кај нив. Пациентите кои веќе нашле дијагноза на Google се замолени да не бараат второ мислене од нас, туку од Yahoo. Има и 10 правила кои важат за пациентите на огласната табла. Во оваа амбуланта јас сум докторот, а вие пациентот. Ако не ви се допаѓа, најдете каде е обратно. Клиниката не е бакалница, затоа што ако беше, тогаш компјутерот ќе беше каса, јас ќе бев трговец, а апаратот за мерење на притисок ќе беше решетката за кондоми. Ако веќе влегувате со крикот "само ми треба", тогаш тука не спаја мерењето на притисокот, рецептот за бабата, осипот кој трае 6 месеци, а сега на вистина не се гледа. Ако кажете дека сте дојдени да го измерите вашиот крвен притисок, тогаш измерете го сами. Зошто ме мачиш? Чекалницата не е место за дружење, туку за чекање. Ова може да се заклучи од името. Сумамед не е препарат на база на мед. Ако соседката Мара ви препорачала таблети за ревматизам, веднаш нека ви напише рецепт. Ако по тропањето слушнете само малку од лекар, тоа не значи дека треба да продолжите да тропате со намален интензитет, туку дека треба да почекате. Ако имате повеќе од 90 години и имате малку проблеми со крцкањето на коленото, тоа е нормално. Всушност, тоа не е нормално, затоа што веќе требаше да крцкате на цело тело. Кога по работното време нема никој во клиниката, не се нервирете, чекај, ќе дојде некој сигурно.